Договорот со Бехтеленка се уште е недостапен за пратениците кои побараа увид во документот кој владата на барање на американско-турскиот конзорциум го класифицираше. Поминаа 4 дена откако владата соопшти дека договорот во соодветна собраниска процедура ќе биде презентиран во парламентот, но засега не е јасно кога тоа ќе се случи. Во наредните денови нема закажано какви било активности во собранието поврзани со договорот. Пратениците од опозицијата кои имаат безбедносен сертификат иницираат договорот да им биде даден на увид за да знаат како да гласаат за измените на 8 закони кои се поврзани со изведбата на целиот проект од 4 автопатски делници долги 110 километри. Денеска ниту премиерот, кој вообичаено е расположен да одговара на новинарски прашања, не сакаше да зборува за како што од неговата влада го нарекуваат инфраструктурниот проект на столетието. Сите прашања кои што се однесуваат на овој проект, веќе имаше брифинг 2 пати со новинари на членовите на управувачкиот комитет, исто така и на министерот за транспорт и врски, директорот на јавно предпријатие за државни патишта, заедно со консултантите кои што работеа. Се надевам дека таму беа одговорени за сите овие прашања. Доколку имате потреба за дополнителни прашања, ќе биде свикана уште еден брифинг со цел да бидат разјаснети сите прашања. Тоа е одговорот. Наспроти молкот од владата, опозицијата продолжува да бара одговори пред се на прашањето дали државата се обврзала на изведувачот да му плаќа огромни пенали ако во точно утврден рок не се заокружат законските измени од кои сериозни поволности ќе има токму Бехтеленка. Владата денеска мора да објасни зошто се обврзала на пенали од 53 милиони евра за овој месец и вкупно 196 милиони евра за пенали само по основ промена на законот и воведување 60 часа работна недела. Владата денеска мора да објави кога и кој ден ќе ги исплати 53 милиони евра дополнителни пенали или како велат трошоци затоа што не го исполни условот промена на законот на 60 часа работна недела. Одговорот на мнозинството е дека опозицијата работи по како што велат проруски насоки и дека намерно сака да го блокира проектот. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски под заложништво на проруската левица водат хајка против стратешкиот проект за изградба на коридорите 8 и 10Д и против реномирана американска компанија. Изградбата на коридорите 8 и 10Д е најголемиот инфраструктурен проект во нашата држава, вреден 1,3 милиарди евра. Но не само опозицијата го бара договорот на увид. И антикорупцијската комисија сака да ја види содржината на документот кој досега не е доставен до незините членови кои имаат безбедносни сертификати. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.